беше потребно, го одигра она што го побара Канатларовски, кој што направи голем број на измени во вториот дел, но концептот го задржи, а тој концепт му донесе и резултат. Буквално доминираше Македонија во секој поле од теренот, а Малта едноставно не успеа да се снајде на ова гостување на овој контролен меч. Тука некаде го завршуваме и преносот од оваа пријателска контролна средба со потсетување дека младинскиот фудбал или оној за играчи до 21 година ќе доминира на македонската телевизија во престојните денови, затоа што на програмата и доаѓа Европското фудбалско првенство за играчи до 21 година. Ви благодарам на вниманието, почитувани, и ве поздравувам од Петар Милошевски од Скопје.